8 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе. Во денешната емисија имаме двајца млади шампиони кои што имаат по само 9 години и на кои што струга треба да биде на вистина горда. Станува збор за Јован Кутановски и Софија Кутановска и двајцата се балкански прваци во акватлон, односно победници на балканското првенство што во септември се одржа во Бар Црна Гора. Јован Кутановски на 3 години го заврши првиот триатлон и е најмалото дете кое што некогаш завршило триатлон со помош на родител и дозвола на судиите. Меѓу неговите најнови успеси се освоено прво место на националното триатлон првенство кое што се одржа во Дојран, потоа прво место во Хрватската триатлон лига и прво место во триатлон на меѓународно надпреварување во Германија во својата категорија. Тој е првиот талент подржан во вториот циклус на кампањата Вложуваме во млади таленти, иницирана од Асоцијацијата на спортски обложувалници на Македонија. Софија Кутановска е вице-првак во триатлон во категорија девојчиња до 9 години, државен првак во акватлон во категорија до 9 години и велосипедизам во категорија до 13 години. Има меѓународни настапи од кои што најзначајни се во Ротах, Германија, каде што има освоено трето место, потоа второ место во Риека, Хрватска акватлон и прво место на балканското првенство во Бар. Јован и Софија, ви благодарам што сте денеска овде и двајцата. Кажете ми кои ви беа очекувањата за ова надпреварување кое што се одржа во Бар и дали очекувавте да бидете балкански шампиони? Јас не очекував, ама кога видов дека можам да ги победам, ја потрушив цела сила да сум прво место. Така, добро. Софија? Јас не мислев дека ќе сум прво, ама всушност тоа бил Добро, што всушност? Видов дека сум прва. Добро, верувам дека многу се радувавте. Кажете ми сега што се е потребно за да се стане најдобар во овој спорт. Колку пати неделно тренирате вие? Потребно е многу тренинзи и да вежбаме секој ден, а инаку ние тренираме секој ден во неделата. Така, напорно ви е многу? Да. Софија? Па не е многу напорно. Сакате да тренирате секој ден или само морате така? Сакаме. Добро, важно е да сакате. Јован, кажи ми што за тебе значи поддршката од АСОМ, како се чувствуваше кога дозна дека токму ти си поддржаниот талент од сите пријавени? Јас не знам дека мајка ми има пријавено во АСОМ, ама кога дознав многу бев среќен и кога видов дека треба да одам таму, ми дојде многу радост. Така, убаво е тоа што не си знаел дека си пријавен, затоа што тоа било изненадување од твојата мајка и тоа на вистина го заслужуваш. Софија, прочита во најавата за тебе колку успеси имаш, сигурно ќе продолжиш така и понатаму. Кажи ми, дали имаш некој неостварен сон, например да настапуваш на некое надпреварување на кое што досега можеби не си била? На Олимпијата. На Олимпијада. Мислиш дека ќе настапуваш некогаш, ќе се случи тоа кога ќе пораснеш малку повеќе или? Па да. Добро, се надевам дека ќе учествуваш на таа Олимпијада и дека повторно ќе ни бидеш гостинка и дека и таму ќе победиш. Јован, кажи ми како ти се гледаш себе си во кариерата за, например, некои 10 години од сега? Дали можеби сакаш да продолжиш во странство или сакаш пак да останеш овде да се надпреваруваш? Јас сакам да продолжам во спортот триатлон и сакам да седам уште овде, дур не пораснам голем дрз. А кога ќе пораснеш голем, сакаш да си одиш во странство да се надпреваруваш? Да. Зошто? Зашто таму повеќе трки имат и потешко е, ама мене таму ќе ми е полесно. Зошто полесно? Ама сум добар во триатлон и во акватлон и во дуатлон и затоа мислам дека ќе сум ставно првата.
Многу е убаво што веруваш така во себе си и дека сакаш и знаеш дека можеш да бидеш прво место, така што кога ќе пораснеш и ако си одиш во странство, кога ќе доаѓаш во Струга, нема да се вообразиш и нема да не заборавиш. Повторно ќе ни бидеш гостин, така? Да. Добро. Јован и Софија, многу ви благодарам што бевте тука. Ви посакувам уште многу успеси. Ви посакувам уште многу причини да се радувате на медали и секако да ни доаѓате гости, затоа што ние и како екипа на Плей Радио, како медиум, но и сите оние кои што не слуша и сите стружани, да знаете дека се многу радосни за вашите успеси и сме многу горди на вас. Ви благодарам. Фала. Така, продолжуваме понатаму со на одлична музика, но станете заедно со нас и до 14 часот.